до сите, поздрав до Токен Падок заедницата. Еве денес малку излегов на прошетка, прекрасно време и ќе идеме со пријатели на едно прекрасно место во Македонија. Македонија има многу прекрасни места, многу убава природа. Македонија е навистина една од ретките земји во светот што ги има сите богатства што би посакал човек да ги има. Например, јас кога бев во Гран Канарија до пред неколку месеци, таму немаат река, дури немаат река, немаат поток, немаат река. Значи, една таква круцијална работа. Пример во споредба, Македонија е многу богата во тој поглед. Али кога ги гледаме сите работи, можеме да заклучиме дека Македонија навистина е многу богата земја во секој поглед. Сега, некој ќе рече, ама западниот свет. Јас им препорачувам на сите што не биле да отидат во западниот свет, да живеат таму, да работат и да го искусат и тој дел од опцијата во овој живот што имаме. Ние имаме секакви опции и затоа што секој човек е креатор на својата судбина, така да мислам дека секој треба независно да си донесе одлука. Ако мислите дека Западот нуди подобри работи за подобар живот, одете таму, искусете и потоа, ако сте реални сами со себе, направете исто така споредба и ќе видите што е тоа што вам ви одговара, како личност, како персона, како карактер. Сакав денес поконкретно да зборувам за инвестирањето, општо, како инвестирање. Јас имам во план да ја издадам наредната книга во ова година, што ќе издадам, ќе биде за регулации на криптовалути и токенизирање, токенизација. Што значи тоа? Како може да се направи? Кои регулативи се добри да се направат на државно ниво, затоа што де факто регулативи се потребни за масовна адаптација на криптовалутите и на криптоиндустријата. Исто така, друга книга што планирам да ја издадам, се уште работам на овие две книги. Другата е за книга за инвеститори. Значи, тука ќе се задржам на начинот на инвестирање. Кој е правилно инвестирање? Кога треба да се инвестира? Како треба да се направи професионално портфолио? Што значи менеджмент на ризик? Сите тие параметри. И исто така ќе ги покријам и други финансиски средства, како комодитети, како врзници, како акции. Значи не само за криптовалути. Сите тие работи ќе бидат зафатени, но меѓутоа ќе најмногу ќе задржам на криптовалути. Инаку за некои што не знаат, сакам да им кажам, да им прецизирам дека јас сум инвеститор од 2003 година. Од 2003 година имав среќа што татко ми беше економист, многу добар економист, и он ги знаеше многу добро овие работи. Јас знам што се акции уште пред да се запишам на средна школа. Го нема, секој тоа го нема и тоа го разбирам, и не секој има интерес за економија и тоа го разбирам. И сето тоа е во ред. Но треба да се разбере, без разлика кој е вашиот бекграунд, без разлика кој е вашето занимање, кои се вашите желби или работи што не ви се допаѓа. Пример, има многу луѓе што не им се допаѓа економија и тоа го разбирам потполно. Апсолутно го разбирам. Но меѓутоа, што треба да се разбере? Дека секој еден човек, секоја една фирма, ако сака да биде успешна или индивидуата сака да направи некаков да си направи некаков просперитет во својот живот, де факто мора да се инвестира во финансиски средства. Нема друг начин. Јас
не познавам друг начин. Зошто јас ги разбирам луѓето? Зошто? Затоа што јас сум бил во секаква позиција во мојот живот. И јас го презентирам народот. Мене ми интересира народот, обичниот народ. Јас сакам на секој еден човек да му всадам идеја за инвестирање. И зошто? Затоа што, како што реков, без разлика кој е вашето занимање, без разлика кој е вашиот бекграунд, вашето знаење или искуство, работно, бизнис, искуство и така натака. Де факто, инвестирање во финансиски средства е многу битна работа секој еден човек да ја разбере. Пример, ако споредуваме, кај нас во Балканот, општо, и во Македонија вклучително, има многу малку, да наречам, култура на инвестирање. За разлика во Западот, тоа е многу честа појава, многу луѓе се инвестираат во различни финансиски средства, така да мислам дека со тек на време ова ќе се промени. Затоа што сепак мора да бидеме реални, ние сме наследници на еден стар систем, комунизам, каде што луѓето се како дел од еден колектив. И тој колектив е бил во тотална контрола само на државата. И луѓето во тоа време се научиле во тие, да ги наречам, 50 години, пола век, се научени и навикнати да чекаат само од државата. И ден денеска тоа го гледам, поготово кај повозрастните луѓе, многу се несреќни зошто државата не направила одредени работи, зошто државата не го подобрила нивниот стандард, зошто државата не им дала повисоки пензии, зошто државата не ги вработила и така натака. Се додека го имате овој начин на размислување, дека треба да чекате од државата, вие никогаш нема да крените глава во својот живот. Зошто? Едноставно е. Многу едноставно е тоа. Владите не име гајле за народот. Владите само се грижат да обстанат на власт и од време на време носат популистички мерки за луѓето да ги поддржат и за да обстанат на власт. Но главната цел не е нив за доброто на сите луѓе. Значи тука да се разбереме. И немојте да бидете во заблуда дека нешто е различно во Швајцарија или во Германија. Јас имам живеено и во Швајцарија, имам живеено во Австрија, имам живеено во Шпанија. Имам доволно искуство и многу добро ги разбирам тие работи. Затоа, како што реков, прво нешто што мора да треба разберете сите, треба да разбериме дека ние сме сами на себе. И ние треба да се грижиме за себе. Ние сме тие што треба да се грижиме за нашето семејство, за нашите најблиски. Не можеме и не треба да очекуваме да тоа нешто биде како очекување од централните структури. Апсолутно не. Затоа, драги мои, охрабрете се, вложувајте во финансиски средства, не мора тоа да биде само криптовалути. Добра и сигурна инвестиција е златото. Јас очекувам златото многу да порасне во ова година, 23-та година. Поради многу фактори, нема сега да навлагам тука, но меѓутоа постојат многу опции како да го заштитите и тоа што го имате, без разлика колку е, дали е тоа малку или многу, без разлика. Што и да е тоа, можете да го заштитите и можете да добиете повисока вредност со тек на време. Но меѓутоа треба трпение, треба едукација и треба анализа. Ако случајно немате време за сиве овие работи, јас тоа го разбирам, не значи дека секој треба да биде трейдер или да ги работи овие работи, едноставно треба менување на мајндсетот. Тоа е најбитното. Кога ќе осмените мајндсетот, тогаш ќе осмените и животот. Ова видео беше така инцидентно, нешто што ми лежеше така да го искажам и затоа така ова спонтано го направив ова видео. Како и да е, ви посакувам убав ден, ви посакувам среќни празници. Денес е голем ден, Банник, утре е Господовото рождество, Божик.
многу исто така битен ден за православните луѓе, сите што се православни. Така да ви го честитам празникот, бидете среќни, бидете задоволни со тоа што го имате, трудете се да го смените мајндсетот, прочитајте по некоја книга за инвестирање и верувајте, многу животот ќе ви се промени. Поздрав до сите, поздрав до Токен Падок заедницата.